Здраво Македонијо! Добро вечер и добре дојдовте во вечерното шоу. Вчера имаше пратенички прашања во собранието, па оваа прилика не ја пропуштија од една партија која можеби сте ја подзаборавиле, но се уште постои. Се вика СДСМ и преку пратеникот Митко Трајчулевски пласираше нов обид за политизација на Кочанската трагедија. Ке го искористам моето деловничко право и денес ке поставам три прашања. Едно до председателот на владата Христијан Мицкоски. Почитуван премиере, измина повеќе од 1 месец од страшната трагедија во Кочани која однесе 62 млади животи и над 100 повредени. Доволен временски период да можеме да ги сублимираме првите заклучоци. После повеќе од 1 месец можеме јасно да заклучиме дека кај највисоките владини функционери не постои морална вертикала, дека не постои чувство на морална одговорност и затоа денес немаме ниту една оставка од морални причини. Ова е поразително за една влада после несреќа од вакви размери и со толков број на изгубени човечки животи. За страшната трагедија во дискотеката, која си купувала лиценци во како до сега фри шопот, упорни се во очекувањата да имало оставка од морални причини. За деталите зошто бараат оставки ќе објаснам подолу. Сега се задржувам на моралните вертикали на партијата, предводена од овој човек. За сега министерот за здравство нема да си поднесе оставка. Вели дека не бега од одговорност, но ќе почека да заврши истрагата за несреќата каде загинаа 14 лица на возраст од 29 до 79 години. Потоа ќе донесе одлука. Од одговорност ниту бегам, ниту ќе бегам, но ќе инсистирам на тоа и ќе чекам да заврши истрагата. За разлика од Кочанската дискотека на смртта, која на површина извади се што е зарѓано и корумпирано во Македонија во последниве 30 на години, ама го извади тоа поради реакцијата на органите по трагедијата. За разлика од Кочани, во Тетово луѓето ги завршија животите на ужасен начин во државен објект, во болница, каде отишле да се лечат, не во приватна дискотека која ги користела сите можни начини според она што го знаеме досега, како да ги подкупи и корумпира стандардите, наместо да ги исполни. Во двата случаи потврла контролата од државата, но во Тетово во државен објект од јавното здравство, а во Кочани потврла контролниот механизам кој, ако постоел, например, при издавање на лиценците ќе утврдел дека таму не смее да работи таков правен субјект со таква цел и намена. Дали сме окей дотука со фактографијата? После оваа изјава на Филипче министерот, тој као поднесе оставка, Заев као не му ја прифати, бидејќи бил премногу важен за справувањето со ковид пандемијата. И дополнително објасни Заев како државата гледаше на тетовската трагедија. Треба да има одговорност, бидејќи ги споменувате граѓаните кои што ве повикуваат да чујат некаква одговорност која ќе понесете вие или министерот за здравство или некој од владата, со оглед на фактот дека имаме 14 живи изгорени пациенти. Јас прво ве разбирам и во вашиот гнев, како го поставувате прашањето, го имаме сите, го имам и јас, заради тоа што болката е голема кај сите. Тежината е голема кај сите. Но не можете едноставно да разрешувате министри, влада, парламент, па дури и цел народ заради оваа болка. Знаеше Заев баш да ги објасни работите, нели? Не може да разрешите цел народ, вау, поради болката од ужасите во модуларната. Рече и остана посипан со пепел. Второ, мора да знаете што после тоа. Ќе учите некој уште 6 месеци да навлезе да менеджира со короната, со болницата во Тетово, со секој соодветно. Мора да ги дадете соодветно одговорите. Абе, одговорите треба да ги даде тогашното обвинителство, кое не реагираше веднаш да ги прибере сите потенцијално одговорни за ова. За кога вели Заев, мора да знаете што после тоа, за да се превенира евентуално ново тоа, да нема пак нешто како тоа. Тоа е задача на обвинителството. И под тоа подразбираме купи изгорени луѓе во државен објект кои отишле таму да се лечат. Ама обвинителството на фризер беше во тие моменти. Не су били одавде. Не им беше гајле веројатно дали може тоа да се повтори. Затоа и никако не изреагира. А да тргне озбилно тогаш и да се отвореше тогаш трулиот систем, па да се правеше тресење од темел на се. Прашање е дали ќе имаше такво диско во Кочани. Така е или не е така? Така е, ама тогаш еве како беше насочувана истрагата од оној нели кој го отвори судството како пупка. Ако ги вратиме животите на овие 14 луѓе, не само што ќе си дадеме оставки сите, ќе се минеме и нема се вратиме од политиката, само да се вратат овие луѓе. Но тоа е невозможно.
Проблематичен став од два аспекти. Прво, како да едначи животи на 14 изгорени луѓе со политички кариери на 14 дунстери како него и неговите пулени, кои пепел ја направија Македонија. И не мислам само на модуларната. Второ, ако имаше сериозна проверка на одговорноста, немаше да ги вратите животите на 14 луѓе. Туку прво некој ќе одговараше за животите на 14 луѓе и можеби, повторува, можеби, ќе беше намален ризикот од загуба на нови животи, ако се истресеше од корен гадниот државен систем во тој момент, ама не, бидејќи не можел да воскреснува починат и тој рече, ќе останам во политиката, бидејќи се сметал веројатно за премногу важен, како што не го даваше ни Филипчо. И без нив двајца ќе умиравме по улици во ковид пандемијата. Кој на Скопските улици, кој во Хонг Конг, кај што тргнал да заврши некој тендерче, кој во Дубај. Дале. Да не заборавиме уште еднаш. Да не заборавиме дека сите сме креатори на состојбите кои што ги имаме во државата. Уште еднаш се работи за modular prefabricated containers. Ајде бе, сите сме биле креатори на состојбите во државата. Демек, иста одговорност имаме за параспорот во системот и јас кој гледам телевизија и се ужаснувам од она што се случува и тој кој може би правил дилови во здравството и ќарувал паричиња. Иста одговорност сме имале. Зошто? Бидејќи се работело за modular prefabricated containers. Многу добар 4 заев за конечно зборување англиски без да се сгреши многу некој збор. Но недоволен кец за обидите за ширење на одговорноста кон други лица, кои нема ни намера ни желба да се воени профитери во времето на војната против COVID-19 вирусот. Се работи за модуларни контейнери, кои што се претходно фабрички изработени на друго место. И од тука целта беше исполнета и тие треба да продолжат да функционират, затоа што таму се сместуваат нашите граѓани кои што се заболени од COVID-19. Ова инсистирање дека биле префабрикувани и се изработиле на друго место е за да се оттргне вината од нарачателот, а тоа е едно владино министерство, односно спецификацијата која е содржана во нарачката и опишува од какви материјали да се изработат. Тие ја пишувале, бидејќи можеле да се prefabricated containers и од трска направени. Ако владата такви побарала, ако нарачала такви ќе им направеле. Се разбираме ли до сега? Се разбираме. Добро, што друго кажа Заев по трагедијата? Вели треба да продолжат да се користат модуларните болници. Но се разбира, тоа не мина без јака инспекција на преостанатите неизгорени prefabricated containers. По неполни 2 недели од трагедијата во Тетово и информациите дека речиси секој пациент во соба имал свој близок, инспекција ги тресеше модуларните болници низ цела Македонија. Инспекторите не начекале човек што не бил пациент во модуларните болници. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека контролата завршила без забелешки. Одлично. Контролата 2 недели по пожарот во Тетово завршила без забелешки. А сега внимавајте, што контролирала државата после таков пожар и жртви во модуларната болница во Тетово? Во сите модуларни болници е истакнато на видно место дека е забранета посета и во моментот на надзор не е затекнато присуство на надворешни лица. Инспекторите ги проверувале и хигиенските услови во сите 18 објекти, па и во тој дел не наишле на пропусти. Браво! Забележале дека нема луѓе кои не се пациенти. Па, например, ако има пожар, нема да горат и луѓе кои не се хоспитализирани, како што беше во Тетово. И друго, нивото на хигиена било на добро ниво, бидејќи можеби во Тетово се запали модуларната поради нехигиена, а? Гениално. Што друго? Дополнително потврдиле дека дел од модуларните објекти во Битола, Гостивар и Кучани се празни без пациенти. Па ова веќе има логика. Ако се празни и да се запалат, нема кој да изгори. Супер! Друго? А некои пак се пренаменати во вакцинални пунктови и амбуланти за триажа. Од Државниот здравствен инспекторат потврдиле дека помеѓу вработените во модуларните болници има и такви што не се вакцинирале, ама прележале ковид. Одлична инспекција. Важна е оваа информација, бидејќи нели, можеби пожарот во Тетово настанал затоа што некој не е вакциниран, нели? Нели? Кабелот не бил вакциниран, сега мене ми текна што е работата. Гледате ли луѓе како изгледаше, се подсетувате ли како изгледаше јаката државна инспекција, државниот одговор после тетовската трагедија? Се испитувало, освен тоа дали инсталациите се како што треба, каблите дали се асфални и материјалите од кои се направени болниците, дали се, например, лесно запаливи или не. Ама зошто би се испитувало тоа воопшто? Кога знаеле дали се или не се, бидејќи тие ги нарачале такви, нели?
Ако не е џабе луѓе да се подсетиме во како до сега периодот, како одеше одговорот на државата по една трагедија во државен објект. Пардон, не е ни објект. Што е? Болница? Не бе. Урбана опрема. Како маси во кафич. Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин, да се запалиме? Треба да има таму што ќе го држува објектот. Секаде има согласно стандардите луѓе кои ќе ги одржуваат. Ова е времен објект, поставен времено како што е била замислата и тоа е вистината на самите објекти. Дополнително се вградени централните системи за снабдување со кислород. Тие не се дел од самиот проект. И сите знаеме дека државата не градеше со одобренија за градба, статики, локацијски услови како што се градат сите болници. Овде имаме времени модуларни контејнери и за нив имате премопродавање, немате употребна дозвола. Кога давате времен објект, поставување на маси пред кафичот или ресторантот, немате одобрение за градба, имате решение за поставување. Па да, освен што на маси пред кафичот не се лекуваат луѓе од ковид и на маси пред кафичот немало пожар поради лоша инсталација и веројатно несоодветно вградени материјали. Но за сите овие аспекти Заев и Вилипче велеа дека истрагата ќе покаже. И покажа, крив беше кабелот. Ете така се водеа нештата во како до сега епохата. А сега гледајте како тие темелно знаат да настапат нашите сакани социјалдемократи. Вториот заклучок е водење на селективна истрага, која во суштина треба да ги заштити сегашните носители на високи позиции во Министерството за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат и други институции од нивната одговорност. Овде е веќе во улога на арбитер и знае Трајчулевски кој требало да биде заштитен од истрагата во некој таен план, која патем истрага ја води обвинителството, а не владата кон која се обраќа. И патем обвинител кој го гласале неговите другарчиња од парламентарните клупи. Ама нели, кога се политизира трагедија, според она што сме го виделе и за Смилковско, и за малечката Тамара Младенов и така натака, скрупули нема во оваа банда. Целокупното водење на истрагата само ја потврдува тезата за контаминираност на истрагата и обид со разводнување на истата да се прикрие директната одговорност на оние кои требало да превенираат и да спречат. Повторувам, истрагата ја води Љупчо Коцевски и другите обвинители, не владата, но дослушајте го што има да каже. Целокупното водење на истрагата само ја потврдува тезата за контаминираност на истрагата и обид со разводнување на истата да се прикрие директната одговорност на оние кои требало да превенираат и да спречат. Ширењето на истрагата со децении наназад е само обид да се задоволи јавноста за сметка на откривањето на директните виновници за пожарот во дискотеката. Неуспешен ќе биде обидот да се префали целосната вина единствено на лица кои се индиректно врзани за последицата и кои биле носители на одредени функции пред повеќе од 10 години. Тезата на СДСМ е дека истрагата била компрометирана, бидејќи ги истражувала оние кои не контролирале кога требало да контролираат, пред да издаваат разноразни дозволи и лиценци. Туку нивната теза на СДС е дека МВР требало да ги спречи луѓето кои донеле прскалки во објектот вечерта да не ги вклучат, иако никој не најавил дека ќе носи прскалки во објектот според она што го знаеме од истрагата. Но не е важно тоа за Митко Трајчулевски и другарчињата. Тие се држат до оние блювотини на Фрчковски дека МВР морало да има малте неразузнавачки информации дека еди кој си решил баш вечерта да запали прскалки во објектот. И го разбирам ова логицирање. Навистина, исто е како со модуларната во Тетово, каде крив беше кабелот, тука се прскалките. Не зошто и како некој несоодветен објект бил во правен промет, туку тригерот, искрата е крива. Само за разлика од Тетово, каде не прашуваа кој дозволил, ете баш кабелот, ако за него се фаќаме, да биде каде што бил, тука тврдат дека МВР требало да знае што во приватен објект кој работел со фалсификувани лиценци издавани години наназад без никакви услови да исполнува, што ќе се случува требало некој да знае во кобното утро на 16 март, некој од редовите на МВР. И тука уште еднаш ќе потсетам на сериозните пропусти кои ги има направено Министерството за внатрешни работи. Имено МВР е директно одговорно за контрола на процесот на употреба и давање дозвола за користење на пиротехника во затворен простор, што е директна причина за пожарот. Не е баш така, но еве, да речеме дека е МВР, а не ДЗС. Што правиме ако дома на Слава кај Митко Трајчулевски некој донесе прскалки, еве јас донесам ако ме викне на Слава, и ако ги активираме за да е позабавна Славата, дали МВР ќе е одговорно и за тоа? МВР не подготвило официјален план за обезбедување на настанот. Настани обезбедува
приватно обезбедување, односно обезбедување, а не МВР. Друго, МВР не направило проценка на ризик. ова е да се каже нешто колку да се каже нешто. Проценка на ризик, дали може би Митко Трајчулевски од СДСМ ќе запали прскалки на слава кај него дома. Тоа треба да се направи, нели? Дајте бе, уозбилете се малку од малку. Како може само да глодате на трагедии? Па нели ви е срам малку, луѓе? МВР не презеле никакви активности за прекин на настанот, иако утврдиле присуство на малолетници. Значи, ако најдеш на малолетници на некое место кај што не смеат да бидат, го прекинуваш настанот или ги вадиш малолетниците од тој настан? Патем, ова е уште потрагично да се политизира, бидејќи еден полицаец загина во пожарот, додека бил дел од контрола за малолетници и за недозволена трговија со дрога. И полицијата влегла во клубот недолго пред трагедијата, по она што го знаеме до сега. Или сега ќе праша Трајчулевски, а зошто не влегле порано? Ајде добро, може да праша. Може да прашам и јас, зошто не влегле 7 години, како што тој бара сега, после трагедијата? Ама што со тие прашања? Како ќе придонесат за да се лоцираат виновниците? Јас не сум ни обвинител ни правник, иако знам како функционираат обвинителствата. Човечки се надевам дека во ваква трагедија никој, ама никој нема да биде поштеден. И додека не заврши истрагата, секоја квалификација е речиси сигурно политизација, злоупотреба, што, да повторам, не ме чуди кога е во прашање бандата која секогаш, ама за жал, луѓе божи, секогаш злоупотребува трагедии, освен кога се тие на смена. Тогаш се криви каблите. Дајте бре луѓе, монструозно е да се користи најголемата трагедија во Македонија, која што ја паметиме. Монструозно. Не е нормално ова, сериозен сум. Употреба на пиротехника и тоа во клуб, за кој биле должни да знаат дека не поседува валидна лиценца. МВР денес било должно да знае дека немало валидна лиценца, а МВР на Спасовски не било должно да знае. Тоа се тие критериуми од малото мозоче со кои наводно се укажува на, цитирам, корумпирана истрага. Сега потенцирам уште еднаш. Водена од нивните избраници во обвинителството. И Коцевски кого го гласа, и Ислама Бази, на чија глава е качен братот на Алистер Ахмети по илјадити пат. Секој, ама секој, кој сака, како сака нека се вика, Христијан, Богдан, мајка Тереза, секој кој треба да сноси вина. Јас мислам дека мора да сноси вина и сакам да сноси вина. Уништените 60 и кусур животи и илјадници други на нивните блиски. Тој хорор кој малтене го уништи Кочани не може, не смее да трпи никакви импровизации. Ама дај бре, намалете со тресење глупости, колку да се каже нешто, да ве има 20 секунди на ТВ Дневник, да се побара главата на политичкиот противник. Аман луѓе, бидете бре малку луѓе, имајте почит за мртвите. Не јавајте на бранот на гневот на изгубените во тага блиски на починатите. Не бидете како Килгор во Апокалипса сега, кој обожаваше мирис на свеж напалм рано наутро. Не е нормално, окей? Не е нормално. А дали е нормално или не истрагата да опфати некого, да не опфати друг, ке знаеме која ќе заврши истрагата. За разлика од модуларната во Тетово, во која ни од апсење не се виде, и кабелот беше крив, а по судови се влечкаат 3/4 и ден денес, иако се случи ужас во државен објект. Денес па има над 60 кои или полежаа притвор или уште лежат, како прв индикатор дека се работи поинаку на овој случај него како до сега. Дека помислата на децата кои наместо забава и веселост заминаа во вечноста, ќе ја гори совеста на сите вмешани во истрагата. Да не се ни помисли на никаква компромитација тука. Каква е оваа парада бре која ја правите? Демек некој ќе се осмели да прави како до сега финти во ваква истрага? Дека е монструм на кој не му значат ништо 60 погреби во еден ден, туку само фотелјата, па нека проба некој да видите како ќе си помине. Многу полошо од вас кои се обидувате од невидено бедни причини да фрлате политички фекалии врз случајот до сега. Не е баба ми Ѓурѓија крива што твоја партиска другарка може би подпишала фалсификувана лиценца. Јасно ли е мите или не е важна лиценцата? И да ја немало, МВР требало да знае се и да спречи се, како што велеше Фрчко кога поставуваше тези според кои МВР мора и може да го спречи секој криминал кој може да се случи насекаде, па и сообраќајките веројатно, или шмркањето кокаин на работно место.
Или тоа не може и не треба МВР да го спречи. Тоа е можеби дозволено за династиите на јаки стратези и познавачи на кои им дига во воздух председатели на држава среде бел ден на нивна смена. Не сте сериозни, сериозно. А можеби и не е грев да се каже дека согласно ваквите обиди за злоупотреба на трагедија, некој тука не е ни нормален. И наместо главниот фокус на истрагата да биде на директните виновници, ние гледаме правно-политички акробации, кои се насочени кон... Гаси го, не можам да го гледам веќе. Тој Вапер знаел кои се директните виновници. Цреп, а ке речеш, еве, еден нормален кај нив, ама не брате, мора и тој да си покаже од каква мочвара доаѓа. Страшно, страшно и тажно. Но, тоа што го дробат, тоа ќе го сркаат. Време е да биде пуштен кабелот од затвор и да се протарашка малку подлабоко. А Трајчулевски, ако не знае на која негова партиска другарка, особено и се допаѓа оваа идеја која ви ја кажав, тој не е за во политика. А ако знае, тогаш другарот Вилипче има посериозни проблеми во своето трло. Мене ме заболе кои какви проблеми и идеи има. Јас сакам правда и сакам одговорност со име и со презиме. Преку тасета од политиканти и други разноразни ајвани кои ќе се прават големи зналци, додека друг доживеал или некој не преживеал некаква трагедија. И на таа тема, за уште една ongoing трагедија, за која овие суштества немаат ни пола уста отворено. Иако се работи за правна лакрдија, која не само што им се случуваше пред очи, туку и веројатно е во нивна директна режија. Вечерва ќе зборувам со професорот Владимир Божиновски Влајко. Следува и ексклузивна најнова анкета за жртвите во процесот за настаните од 27 април. Да, што мисли народот 8 години подоцна? Останете и ќе дознаете. Започнуваме. Чекај, не бива вака, бе. Зар да пропуштиме уште епски изјави, затоа што Трајчулевски ме изнервира. Па не може така, луѓе. Ајде! Фетај, Таравари, Снопче, вие сте наред. Таравари вчера не се појавил на редовна владина седница, но неговиот сопартиец Фетај бил таму. Од Алијанса тврдат остануваат во влада и соработката продолжува. E kemi thënë disa prej nesh, e them edhe unë, bashkëpunimi vazhdon në kuadër të qeverisë. Tu do ketë konsultime, besoj që nuk ka hapësirë për lëvizje të njanshme, nga cilat do palë qoftë, dhe se duhet të mendohet në drejtim të stabilitetit të kësaj qeverie. Aleanca për shqiptarët me 5 deputetët e saj është kyçe për ruajtjen e stabilitetit. Па не мислам баш дека е така вице-премиер Фетај. Инаку тој е вице-премиер за добро владење, но очигледно не добро владење, математика или политички игри, бидејќи 80 и кусур минус 5 не е дестабилизација на владата. Особено што тие кои можеби ве вовлекуваат во вакви екзибиции, молат да влезат во владата, ама окей, големи сте, си знаете. Еве ги сега и Таравари и Снопче. Владата го прави премиерот. Доколку премиерот, јас сум разговарал со премиерот, повторно те разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба, меѓутоа, доколку донеса таква одлука, немаме никаков проблем. Во првиот момент, кога Мицковски ќе даде сигнал дека место на Алијанса за албанците не е владата, ние веднаш ќе излеземе. Значи, првиот момент. Хај мајката, јас па мислев дека политичките партии постојат за да ја освојат власта, за да може да ги спроведуваат политиките за кои добиле глас, добиле мандат од народот. Ама види ги ти нив. Само нека каже Мицковски дека не му требаме во влада, нема проблем, одма ќе си напуштиме. И како ќе спроведувате политики од опозиција? Зборувам за вашите политики. За тугите гледам како може да се спроведуваат. Иако пак ќе кажам, тие кои ве буцкаат утре, не утре, ноќеска на полнок да добијат покана, ќе влезат внатре, а вие ќе останете шутнати надвор. Од нив, не од мене. Еве како гледа на проблемите во Влен пратеникот од Алијанса Халил Снопче. Велат дека Алијанса за албанците убедливо најјака партија во коалицијата Влен. Значи, затоа ние сме уверени на самите себе си, бараме анкети. И тие одбиваат анкети. Значи, затоа реков, не е веројатност. Ние сакаме да го победиме Дуј на локални избори. Ја имам впечаток дека тие не сакаат да го победат Дуј. Значи, Алијанса сакале да го победат Дуј, а негов впечаток бил дека како други во овие од Влен да не сакале. Вака ли ќе го победат? Мети е црвената линија за вас? Не зборувам сега за соработка со медија. Овие се нагаѓања, значи овие се имагинарни перцепции. Значи една комуникација на господинот Таравари со господинот Амети не значи дека веќе договорена соработка. Дали може да има соработка? Се разбира дека ние сме Алијанса за албанците партија.
Ќе го видиме, ќе го имаме пред интересот на граѓаните и се разбира интересот на партијата. Ќе направиме и калкулации, се разбира. Дори и да е соработка со ДУИ, тоа сакам да го расчистам. Било која соработка кој што ние ќе констатираме дека е во интерес на Алијанса за албанците и во интерес на гласачите на Алијанса за албанците, значи е отворена, се разбира. Интересна стратегија за победување на ДУИ. Мора да признам, ваква виша математика е надвор од мојата способност за логичко размислување. Освен што знам кој сака криза во владата, па посакува и избори, надевајќи се дека ќе постигне резултат кој ќе ги врати назад во владата. Тоа сите го знаат, нели? Нели? Пошто нормално не сакаме да придонесеме и за криза во владата. Пази, ако евентуално Алијанса за албанците е надвор од владата, се поставува прашање дали ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Јас мислев на ДУИ, не на снопче од Алијанса, но ете уште една коинциденција. Океј, ќе видиме како ќе испадне оваа работа. Изгледа само во Алијанса им изгледа логична, а можеби и во Речица. А оттаму се селиме во Струмица. Каде градоначалникот Костадинов и новиот ВД градоначалник на Кочани се сретнале за да разменат искуства, односно искусниот колега да му помогне на помладиот колега. Преку размена на искуство и ангажман на стручен кадар, Општина Струмица ќе обезбеди институционална поддршка на Општина Кочани. За таа цел градоначалникот на Струмица и вршителот на должноста градоначалник на Кочани Венко Крстевски подпишаа меморандум за соработка, кој во наредниот период треба да прерасне во официјален договор за меѓуопштинска соработка. Ќе имаме логистичка помош, ќе имаме насоки од страна на Општина Струмица во делот на нивното позитивно искуство и се надевам дека истото тоа ќе го применеме во Кочани и ќе успееме да постигнеме резултати кои што ќе бидат во интерес на народот. Добро е да си помагаат. И не е прв пат. Предходно и советничката група на СДС од Кочани му помогна на новиот ВД да стане нов ВД. Затоа, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да истакнува кандидат за ВД градоначалник на општина Кочани. Сметаме дека поддршка треба да добие оној кандидат кој што ќе одговори на нужните потреби на нашите сограѓани. Тоа што ова ќе значи кој кандидат ќе го поддржи дека го советничка група? Сега официјално ќе го искажеме нашиот став. Согласен. Добро е кога се градат вакви нови традиции на помагање. Само со меѓусебно помагање може да бидеме подобри градоначалници, но и принцови и принцези. Годинава, токму на денот на главниот настан, градоначалникот Костадин Костадинов обзнани дека организацијскиот одбор на карневалот ќе биде сменет. Формално одлуката беше донесена 2 недели по завршувањето на карневалот на редовна седница на Советот. На расправата се слуша тезата дека причината за разрешувањето на одборот било тоа што за принц бил избран Митко Дрвошанов, поранешен советник од ВМРО ДПМНЕ, но и еден од можните кандидати за градоначалник на локалните избори на есен. За жал оваа година се соочивме со обвинување за партизација. Па сакам да го прашам градоначалникот, за каква партизација зборува кога сте 20 години на власт? Бевте задоволни и не беше партизација кога за принц и принцеза се избра маската на луѓето на кои сте вие кум. Ке се сетите секако пред 2 години за која маска ви зборувам. За жал, наместо универзална радост, настанот беше засенат од јавна осуда на одборот за организацијата на Струмички карнавал, дека го уназадува и партизира истиот што најава за негово разрешување. Сепак убеден сум дека сите вие добро знаат дека вистинската причина е несоодветниот избор на принц и принцеза на карнавалот, зашто најдобар доказ е бурната реакција по изборот и непримерното насување на поединци. Одборот беше разрешен од страна на мнозинството кое го има СДСМ. Јас не гледам дека имало некој политика, да, така дали случајно, дали не, поранешен советник од ВМРО ДПМНЕ и изберен за принц и принцеза. Не знам, не сум бил таму и не можам да судам. Неколку пати го гледав ова и се уште не можам да разберам зашто поѓаволите зборуваат и дали е ова за насоветна општина, но не се разбирам јас во карневали. Особено кога политиката станува карневалска. Што да кажам, дајте сите да се преселиме во Струмичко. Таму проблемите се веројатно на ниво кој да биде принц, а кој
принцеза. Овде кај нас во Скопје проблемите се други. Како од подрум да направиш кафич? Односно, тоа е ова приземје овде. Некаде е само подрум. Сутерен. Некаде е само подрум. Докаде оди целата работа? На ова место, кое што некаде е подрум или висок подрум, над земја 3 метра, 4 метра, е регистриран локал. Локал, односно друштво за угостителство и услуги павилион 36 Доел Скопје. Регистриран е на истата адреса каде што се наоѓа подрумот или сутеренот. За регистрирањето на ова друштво за угостителство и услуги павилион 36 Доел Скопје, кое што е регистрирано случајно или не знам како на истата адреса каде што е подрумот, односно високиот подрум, се јавува како собственик лицето Зоран Ивановски, кој што се јавува и како управител, како менаџер, и ја регистрирала оваа фирма, кој што се јавува и како управител, како менаџер, и ја регистрирала оваа фирма, која што се бави со дејности ресторани, но и дејности на интернетски портали. Предпоставувам сега се прашувате кој е лицето за кое што зборував, Зоран Ивановски. Само треба да го извадите списокот од председателството на Левица и ќе го видите под реден број 32. Или пак управниот одбор на Скопски водовод. А ирлија да е и ова. Видиш, развој на бизнисот, нови работни места. Сега, како се собрале паричките, што е важно? Си работат луѓето, чланарина по чланарина, динар по динар, хоп, кафич, која ќе ми текне дека се мачеше Димче вецето да си го реновира пред некоја година и јавно се жалеше. Се надевам дека новото веце во овој кафичов не е полско, иако за 720 евра квадрат цена на просторот при купување ништо чудно. Конечно, уште еден хит на неделата, господјата која сакаше дипломатски пасош, а зошто никој не можеше баш да објасни. Барањата за дипломатски привилегии од антикорупционерите трет ден ја брануваат македонската јавност, откако првата антикорупционерка Татјана Димитровска откри дека веќе добила дипломатски пасош, а останатите 6 членови уште во април исто така поднеле барање со образложение дека често патувале. Од МНР се децидни дека членовите на антикорупцијска не влегуваат во лицата кои имаат задолжително право на дипломатски пасош, освен ако министерот не одлучи дека за тоа има потреба. Ваков бил случајот со дипломатскиот пасош на Димитровска, за кој информираат дека го добила со амин на екс-министерот Бујар Османи, што е спротивно на нејзините тврдења во јавноста дека ваквата привилегија иследувала. Првата антикорупционерка остана без пасош, но нема да може да врши работни активности во антикорупцијска комисија. Кривичниот суд изрече мерки за предпазливост на Татјана Димитровска, откако таа стана ново осомничена во случајот адитив, предмет поврзан со тендери за набавка на адитиви на ТЕЦ Неготино и ЕСМ по нереални цени. Димитровска според потврда од јавното обвинителство се сомничи дека со умисла ја искористила својата функција и одала службена тајна со тоа што во повеќе наврати споделила податоци на осомничено лице во предметот адитив во врска со истрагата. Оваа господја од вчера е позната и како господјата која остана без било каков пасош, а Државната комисија за спречување корупција остана без председателка, бидејќи председателката е осомничена дека е корумпирана, односно дека оддавала службени тајни. Првата антикорупционерка. Дали ја имаме новата Катица Јанева, не знам. Тоа ќе си покаже постапката. Вечерва сме легалистички настроени, бидејќи е време за шок терапија и најновата анкета за настаните од 27 април. Политички монтираниот случај кој се уште држи невини луѓе по затворите и за кој е потребна слобода. Сега, веднаш. Сега може да одиме на разговорот во студио со професор доктор Владимир Божиновски Влајко. Останете со нас. Започнуваме веднаш.
Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, имам гостин со кој што добар дел од емисијата ќе го посветиме на датумот кој што е за само неколку дена, 27 април. Има причина зашто тоа ќе го правиме, ексклузивно ќе споделиме резултати од најнова анкета поврзана со настаните од 27 април и судбината на луѓето кои што се уште чмаат по затворите во тој монтиран политички процес. Ќе зборуваме и за други теми, за јавното мислење, мерењето на јавното мислење, што кажуваат трендовите и како генерално професорот Владимир Божиновски гледа на политичките случувања во земјата, регионот и во светот. Влајко, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Не сме се виделе бајаги време, секогаш ми е интересно кога разговарам со експерт во истражување на јавното мислење, бидејќи нели согласно јавното мислење би требало барем политичките партии да ги креираат своите политики, но во Македонија некогаш согласно јавното мислење и судовите ги креираат своите политики, ако може така да се изразам. И кога е во прашање 27 април има драматична разлика во однос на јавното мислење набргу по немилите настани и денес 8,8 години подосна. Што мислиш зошто е тоа така? После ќе ги гледаме и бројките. Па затоа што понекогаш е потребна временска дистанца за да се согледаат работите убаво. Знаете како, кога ќе се случи одреден настан, имате перцепција веднаш по тој настан, но тоа не значи дека таа перцепција е точна или тоа не значи дека таа перцепција ги зема во предвид сите работи кои што се случиле. И затоа, знаете како, потребно е да помине одредено време за да може да се согледаат сите работи околу тој одреден настан или таа одредена појава која што се случила легнат малку во општеството, да легнат малку работите. Иако видите и за овој настан за кој што говориме, и многу малку време требаше, би рекол неколку дена за да станат појасни одредени работи и одредени случувања кои што следеа за месец, два, три или 5 после тоа. 7 месеци подоцна беа апсењата. Да, така да мислам дека и немаше потреба да помине одредена временска дистанца која што се мери во години. Зависи од гледиштето сега. Например, јас имам за причина да верувам како човек што бил опфатен и во судскиот процес, но и генерално, нели, протестите и се што се случуваше планирано и непланирано, зборувам под непланирани работи, 27 април влез во собрание и оние сите немили настани. Постои ли можност? Сега нели зборуваме за креирање на јавно мислење, кое што очигледно ќе се согласиш ли со мене дека им е важно на судовите, колку и тоа парадоксално да звучи? Види, има одредено влијание, се разбира некако во политиката, затоа што нели во демократските системи политичарите мора да внимаваат како се однесуваат кон јавното мислење во однос на перцепциите кои што ги имаат граѓаните, затоа што тисти граѓани треба да ги изберат после 4 години најчесто. Судовите треба да си ја вршат својата работа и не треба да е слепа јустиција, но веројатно и глува треба да е, за да 30 години, види, го говориме ово истото, дека поради мал број луѓе кои што се дел од тоа судство, судството има таков катастрофален рейтинг каков што го има. Инаку, генерално се разбира дека најголем дел од судиите си ја вршат, ја спроведуваат правдата онака како што налагаат уставот и законите. Но секогаш има нека одредена група, сега поради чија корист, поради чиј бенефит, тоа не сакам да навлегувам затоа што нели ги немаме тие информации, барем не целосно. Да, имаш впечаток, но не може да арбитрираш, да, те разберам. Но се добива впечаток дека толку, не знам, 10 на 20 до 30 луѓе едноставно креираат
една лоша перцепција за судството. И може да се наблюдуваат сите оние пресуди кои што имаат допрено до јавноста, че не говориме само за 27 април, Така има е. еден куп други пресуди. Посебно во последно време, може и за после сообраќајното убиство, како што јас прифатив да го нарекувам она прегазување на Фросина Кулакова на Партизанска, па излегоа на виделина пресудите што, како и да се викаше дечкото што ја прегази, како бил третиран ни системот Исто пресудата за девојчето што беше прегазано во Тетово. Теодора Ристова. Да. Значи, знаете како, јас една работа. Судите треба да си ја вршат својата работа и треба да бидат оставени без притисок. Значи, никој не смее да им врши притисок. Но, од друга страна, мора да има механизам со кој што и судиите ќе имаат одредена одговорност за своите постапки. Бидејќи во моментов има тие доживотен имунитет и генерално и финансиски да биде оштетена Македонија утреден во Страсбург поради некоја пресуда на, еве да кажеме, Кацарска, таа нема да сноси, нема да си ја плаќа од свој џеп казната, така? Значи, знаете како, затоа е онај принцип кога е креиран американскиот устав и кој што нели сите се обидуваат, сите држави се обидуваат на некој начин да го применат, не е идентично, но врз база на тој принцип, тој е она check and balances, каде што вие ќе дозволите власта да си ја врши својата работа, но таа власт мора да му биде одговорна на некого. Доколку политичката власт, значи и законодавната, и извршната, се одговорни директно кон граѓаните, дека ги бираме на 4 години. Тогаш судската власт исто така мора да има одреден механизам според кој ќе може да се цени работата на таа иста власт. За да не се случуваат работи каде што ние говориме за 1, 2, 3 или 5 мина суди кои што имаат одлуки за кои што општеството, јавното мислење, експертите, нели, немаат објаснување зошто го прават тоа или како го прават тоа, а од друга страна самите тие не подлежат на апсолутно никаква одговорност. Сите ние кога си ја работиме својата, знаете како, луѓето се во најголем дел рационални бити. Они сакаат да го направат тоа што го работат како што треба или како што сметаат дека најдобро би ја исполниле таа своја задача. Добро. Но секогаш има одреден дел од популацијата кои што се обидуваат да нешто да искористат или да направат нешто за кое што знаат дека не е во согласност со нивната работа, но сепак го прават. И сега затоа ние всушност имаме устав и закони. Тоа е така, да. Затоа имаме, значи, да ги спречи оние кои што ќе се обидат да направат нешто кое што е спротивно на би рекол самото општествено живење. Човекот живее во општество, ние сите мораме нели да се однесуваме според одредени правила, а со цел да не им наштетиме на останатите. Да нема анархија, да имаме. И сега оние кои што треба да ја спроведуваат таа правда и тие правила, и они мора да имаат одредена одговорност. Така да, кога се говореше за ветинг, нели, за проверка на финансиската состојба, јас и тогаш велев, не е толку важно да се провери таа финансиска состојба, колку што е важно да се провери на кој начин судиите ја делеле правдата. Значи, наместо да се прави ветинг на финансите, ако и тоа може нели да се направи во некоја друга фаза, да се провери на кој начин судиите ја делат правда. И сега вие пазете, ако имате некоја комисија, може таа и меѓународна да биде, може да биде мешана со наши експерти, со меѓународни експерти. И земат по случаен избор, да кажеме 10% од предметите на во оние судски процеси кои што се разбира поголемо да ги наречеме конфузни, да не употребиме друг збор. И таа комисија може да провери кој како судел, дали е тоа во ред, дали тоа не е во ред, што е во согласност со правото, што не е во согласност со правото и така натаму. Бидејќи ние имаме, се случува да има и пресуди кои што не може да се објаснат со правото, а никој тоа не може да го потенцира или да се обиде да му укаже
на одреден судија. Значи, без механизам кој што ќе има одредена контрола, со што самиот оној кој што ја дели правдата ќе има одговорност пред општеството, ние ќе се соочуваме со проблемите кои што ги имаме и во изминативе години. Проблемот е со тој мал процент од судиите кои што ги има може да се малку или добро распоредени по сите инстанции, може да ја завршат работата ако некој посака. Сега затоа сакам кейс стади ќе ни биде 27 април како се формирало јавното мислење во однос на сите случувања поврзани со 27 април и понатаму како се може и да посведочам јас директно свилениот гајтан како се плетел. Уште една работа само ви кажал околу судството поврзано со јавното мислење. Значи, пред година до две, за прв пат, главен проблем во општеството, македонското општество, значи, јас проведувам истражување. Била економијата и социјалните така, јас проведувам истражување околу 25 години. Значи, секогаш било број 1. Економија, невработеност или економија, економски раст, значи, економските теми. За прв пат сега во изминатава година до две, борбата со криминалот и со корупцијата е најголем проблем за најголем дел од македонските граѓани. Тоа значи дека ескалирала буквално работата? Целосна, нема каде повеќе. А борбата со криминалот и со корупција е директно поврзана со судскиот систем. Сега, секој човек си го гради своето мислење врз основ на она што го гледа, слуша, размислува, зависно од каналите, изворите на кои им верува, како им верува. Има луѓе што повеќе веруваат. Не знам дали си правил такви истражувања, од каде луѓето ги добиваат информациите. Колкава е довербата, сигурно си правил во традиционални медиуми како телевизија, колку луѓе се информираат на интернет, но има огромен дел на луѓе кои што се информираат од комшијата, од кафе муабет, од генерално од повеќе извори се информираат граѓаните и генерално на повеќе извори се формира јавното мислење, иако се разбира се зголемува процентот на луѓе кои што го базираат своето мнение врз база на оние вести кои што се појавуваат, да речеме, на социјалните мрежи, нешто што до пред 10 години немаше толку, се разбира, немаше толков одиум кога се во прашање социјалните мрежи. Но кога е 27 април во прашање, зашто реков сакам како кейс стади да користиме, јас имам за право да верувам дека одредена политичка структура, односно тогашната владеачка структура, која што имаше долгорочни некакви цели поврзани со 27 април, според мене, кој што накрај вклучува и може би некакви правни одлуки кои што ќе ја засегаат ВМРО ДПМН, ќе биде прогласена за терористичка организација и така натака, помогна да се оформи еден амбиент кај дел од јавноста, ќе се подсетиме и колкав дел од таа јавност била тогаш во 2018 година, тогаш започна процесот, апсењата беа ноември 17, процесот почна август 2018 година и добар дел од медиумите кои што веруваа во Зоран Заев, му дава крилја, елан, сидро што влече напред и така натака. Пишува се, разбира, негативно, најнегативно во однос на 27 април. Ги прифати оние квалификации изнесени од Шилегов на 29 април и од Уранија, Пировски и Хелсиншки комитет за човекови права на одредени луѓе, не на сите луѓе, дека тука меѓу другото има и елементи на делото терористичко загрижување на уставен поредок и почна да се плете таа приказна. Тука беа вклучени мои денешни колеги, правеа емисии во кои што мистифицира разноразни околности, како да ја плетеа приказната во функција на она што тогашната власт го беше замислила. Имаше колумни, за мене, например, еминентна новинарка пишуваше лаги дека мене Груевски ми се јавил на телефон на 26. Знаеш, такви некои тотални лаги и измислици, но кои што во даден контекст на оние луѓе кои што сакале да веруваат во таа приказна, ќе им звучат совршено логично и разумно. И тие луѓе утре ден не би имале против, зборуваме како се гради јавно мислење, кое што и јавноста утре треба да одобри кога сатарот ќе го удрат преку суд.
Кацарска, Вилмичка и другите багабонти во тоа правосудство, тогаш јавноста ќе е мирна и нема да таласа, да прави протести или да ја казнува политичката структура. Дали го имаш и ти сличниот впечаток или имаш некое поразлично мислење? Види, јасно беше дека за случајот од 27 април имаше сериозна политизација која што одредени политички структури сакаа да ја искористат и би рекол и да ја злоупотребат. Значи, да бидеме на чисто. 27 април не смееше да се случи, тоа е прва работа. Се согласувам. Ама целосно и внатре во собрание пред и по упадот. Доколку се случи како што се случи, тогаш треба да видиме кој има најголема одговорност. Дали ќе имаше еден човек натре во тоа собрание доколку некој не ја отвореше вратата? Веројатно не, јас тоа отпосле го дознав, вратите каква заштита имале. Што се случи со тие што отворија вратата? Каква одговорност имаат тие што отворија вратата? Кој е оној кој што им наложил да ја отворат вратата, доколку има некој таков, или они самостојно нели си отишли и решиле да ја отворат вратата? Никогаш не дознавме тоа, Влајко. Нити Вилма побара одговор на тоа прашање. Примарната одговорност требаше да оди во тој правец, да се види кој е организаторот и кој всушност е одговорен за постапките кои што доведоа до тој упад. Ние видовме после дека воопшто никој не се потруди, не се замараше едноставно да најде. Сега, оние кои што отвори вратата после гласа и за промена на името. Промена на уставот, така и со тоа и промена на името. Така да тука треба да се види на кој начин се поврзани тие. Мислиш дека добар дел од јавноста тука и стана јасно што се случува? Па ние видовме дека веднаш по тие апсиња интензивно започна да се тера нели таа кампања со цел да се обезбеди двотретинско мнозинство. Сега види, ова се само предпоставки. Ние не можеме да тврдиме дали е така или не. Но она што јас можам да тврдам и во право си. Она што можеме да го тврдиме е, односно да побараме е зошто немаше судски процес кој што ќе утврди одговорноста на еден јасен и видлив начин, каде што и јавноста ќе биде запознаена, околу тоа кој стоеше зад тој упад на 20. Значи, ние и денеска не знаеме кој стоеше за тој упад 27 април. Точно така. А за да го направиме тоа, треба да видиме како се одвиваа случувањата и кој беше најмногу одговорен за влезот на таа група, таа маса на луѓе. Ако јас би бил обвинител и тргнувам од некаде, таму би тргнал, да. Значи, не е дали се обвинител, не. Едноставно, дали некој ќе влезеше внатре во собранието, дали таа врата беше искршена па да тврдиме дека масата искршена? Не, таа врата беше отворена. Да. Од тука се почнува. Ние видовме дека тоа беше сосема занемарено. Се од друга страна требаше да има нели жртвени јагниња. Да. И за тоа се направи една приказна каде што одредени луѓе, тоа не беа судени тие луѓе за упад во парламент, пази види. Влезот во парламент не е само влез или упад во одредена зграда. Влезот во парламент е упад во демократијата. И тие што влегле треба да одговарат. Но едно е вие да одговарате за упад во парламент, а тука е да одговарате за терористичко здружување. Апсолутно, да. Видовме дека имаше многу брзо судење за тој аспект, многу брзи пресуди, драконски пресуди, од друга страна се занемари целиот оној корпус на случувања кои што требаше да утврдат кој стоеше позади тој упад од 27. И секоја една казна досудена и денес се уште одлежувана од многу луѓе, а после ослободување на лица кои што еклатантно имали улога во процесот, типот отварање врати и така натака, кои што со 0 денови, мислам, не се 0 денови, си полежаа во притвор, исто како и ние другите, кои што бевме уметнички декор на процесот, дека нели и предводниците на протестите хајде натре, затоа што после 8 години јас се уште немам никаков одговор, нема ни Вилма Русковска, но не и се. Затоа ни е потребно, тоа треба да го направи секоја сериозна држава, еден ребут, односно да се утврди кај која е одговорноста за она што се случи, да се утврди дали тие луѓе што беа осудени се навистина осудени според правото или биле тие жртвени јагниња
И затоа нас ни е потребно не да се помилуваат тие луѓе, туку ни е потребно да се започне тој судски процес од почеток, таа истрага за тој судски процес од почеток, со цел да се утврди кој е одговорен и со цел да не ни се повтори тоа што се случи пак. Зборуваме за улогата на медиумите, ајде да тргнеме од една точка која што ќе ја поставиме на 21 ноември 2018 година. Мнозинството од граѓаните не сакаат амнестија за упадот во собранието од 27 април, покажа најновата анкета на Телма МЦМС. Добро, М Проспект ја направил. 66,9% од анкетираните рекле не е потребна амнестија, туку спроведување на правда. Ова е ноември 18, да подсетам, веројатно откако Заев излегува во собрание. Не, ама види. Не е потребна амнестија, туку спроведување на правда. Да. Ние денеска Точно, велиме. во суштина, потребно да. е спроведување на правда. Да. Треба да видиме правдата. Во суштина да. Но ова е после она изјава на Заев во парламент дека е време за политичко помирување национално и така натака. Да, ама тоа беше во контекст токму на оние кои што отвараа врати, ако не се лажам. Така? Па, од прилика да, зашто така беа бројките на крај. 3 раце за промена. Во таа анкета граѓаните затоа имаат кажано, они сакаат правда. И денеска јас ќе кажам истото. Ние, значи, на македонското општество му е потребно да се расчисти тој случај. Се уште не е тој случај расчистен. Едноставно тој случај беше искористен, да не кажам злоупотребен, за одредени политички цели, но тој случај не се расчисти. Анкета на ИПИС, ноември 21, 3 години после оваа анкета. Огромно мнозинство граѓани сметаат дека процесот за 27 април е монтиран и треба да се повтори. Ова е веќе после промена на име, откако после вета од Бугарија и така натака, откако целата наратива после таа амнестија делумна, неделумна. Точно, да, добро, така... тоа е ден еден во процесот, но сакам да кажам, целата приказна на владата што ја градеше пропадна и тогаш уште повеќе на луѓето им се будеа чувствата и емоциите, бидејќи кој во оваа држава не знаеше дека промената на името се изврши насилнички. Не зборувам само контра референдумскиот резултат, туку дека буквално од притвор со нарачки во суд. Влајко, не знам кој беше од пратенициве, дава гаранција. За да го пуштат, не го пуштаат со гаранција, бидејќи немаат таква наредба. После 3 дена испаѓа, хитно мора да се гласа, го пуштаат на обична жалба, без гаранција. Ме разбираш ли збор? Значи, надвор од дума. И се цела Македонија тоа го гледа и се прави цела Македонија, не цела, нели, голем дел од Македонија, која денес зборува систем, мора да има ред, мора да има ова, мора да има она, пред наши очи се случува силување на правда, ама нели тоа е за виши цели. Па не може така се, јас така гледам на работите, нели? Но излегува на видели на тие работи. Кои се повисоки цели од правдата? Не знам. Ама денес зборуваме сите за систем, така? И да, апсолутно треба да се стремиме системот да е, но ова беше реалити шоу кај што се гази правото и правдата и сега ние викаме, ама видите, тоа е за виши цели или ај политика. Сигурно си чули ти и за процесот. Политички е. Она што ти го кажав на почеток, нема развој, општествен развој, целокупен, значи дали сакаме, дали од аспект на економски развој, политички развој, социјален, како нема развој се додека не се справи одредена држава со криминал и корупција. Видете што се случи во Романија. Се додека Романија не се справи со криминалот и корупцијата, Романија не можеше да мрдне напред. Во моментов кога го направи тоа, Романија трна нагоре. Истото беше и во Полска. Бугарија се уште не може доволно да се справи, затоа и Бугарија нема, значи иако членка на ЕУ од 2007 заедно со Романија и така, се уште го нема оној раст кој што се очекуваше. Така да Хрватска тапкаше место се додека не почна да се справува исто така со криминалот и корупцијата, видете сега каде е Хрватска. Така да основа за развој на општеството е справување со криминал и корупција. Тоа е како да кажам, тоа не е правило, него тоа е предпоставка за каков било развој. Да. Ако тоа прашање се остана на страна, вие све друго што сакате може да правите, резултатите ќе изостанат. Кога зборуваме за 27 април и ти го се согласувам со тоа што го зборуваш, јас имам впечаток дека треба
доста луѓе, сите тие малкумина кажа дека се во правосудниот систем корумпирани кои што ја уриваат довербата на народот во правната држава, треба да одговараат. Корумпиране него за кои што се претпоставуваат, значи има одлуки кои што не соодветствуваат со она што е. Ништо не знаеме. Потребно е да се направи ревизија, само една, значи да постои одговорност на нивната работа. Види, знаеме дека судијата си бира во што да верува, нели во дел од исказот на Нинџа веруваме, во дел не веруваме, па овде ова ми одговара, како захер торта да правиш и си ставаш на мирници кои што ти одговараат за да изгледа тоа убаво пред јавност. Ова што го велиш, тоа го има све, нели во самиот одреден случај. Доколку има комисија. И ако сакате со наши експерти, ако сакате мешани со меѓународни експерти. Сето тоа да го поминемо прочитат, да тогаш ќе може да се донесе заклучок и евентуално ако е така како што велиш, или како што велат луѓето, тогаш се разбира дека потребно ќе биде самиот оној кој што го одлучил тоа да сноси одговорност. Затоа што секој од нас мора да сноси одговорност за своите постапки. Согласен. 2021 година, ноември, анкета на ИПИС, на Институтот за политички истражувања Скопје, кој што го раководиш ти. Влезот во веста е, дајте лаптоп, народот го урна случајот 27 април, само вака може да се опише последната анкета на ИПИС на тема на истражување на јавното мислење за настаните од 27 април. Еве ги бројките, ве молам лаптоп да пуштиме на екранот. Еве ги бројките од ноември 21. Ова е неколку месеци после оној голем протест на беше дали 24 или 29 април, кога огромна маса на народ излезе денски, беше сабота ми се чини, од влада до собрание да протестира за неправедно осудените за овој случај. Првото прашање е дали осудените се, ова да повторам за оние кои подоцна се вклучија, ги гледаме старите анкети пред да ви ги покажеме ексклузивно најновите бројки од последната најтазе анкета за 27 април. Дали осудените се организатори или пак се жртви со цел да се прикријат вистинските виновници на настанот? Овде ке им даваш две крајности, така? Така. Или се организатори или се жртви. Така. Дека се организатори мислеле 27,8%, дека се жртви 45,3%, а ова е валјда не знам, немам одговор, 27%, така? Ти во овие анкети секогаш правиш репрезентативен примерок на ниво на цела Македонија, така? Македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и други. Национална анкета. Машки, женски, млади, стари, образовани, необразовани, така сеп како што ти треба. Се разбира. Океј. Дали осудените се организатори и жртви, добро, ова, извини, се повторувам, го покажавме. Генерално според вас, дали осудените има фер судење? Ноември 21 да повториме. Дека има фер судење, тврдат 29,9%, тоа е плавата, пита овде. Дека немале 45,6%, не знам, немам одговор, 24,4%. Значи 30% народ мислеле дека имало фер судење. Дали овој случај беше политички монтиран или не? Дека немало валјда. А? Дека немало валјда фер судење. Не, дека немало 45,6% мислат. Да. Дали овој случај беше политички монтиран или не? 50,4% велат дека бил политички монтиран според нив. Појасни бројки, амин. Се дури не ги видиме најновите. Дека не бил монтиран, мислат 27,4% во ноември 21, немаат одговор 28,2%. Дали сметате дека овој предмет треба да се врати на повторно судење од прилика иста поделба? Повеќе од половината, 50,2% сметаат дека треба, 25,4% не знаат дали треба или не, 24,4% не сметаат дека треба да се врати на повторно судење. Дали имало селективна амнестија? 57,5% да. Овде јас како амнестиран ти викам 100% да, бидејќи амнестијата беше селективна, ама еден ден кога ќе излезат луѓето ќе зборуваме за сите случувања околу тоа. Дали осудените се организатори или пак... Аха, добро, ова го пројдовме, веќе се повторил. Океј, вратете назад. Чисто да се подсетимо дека има, може да се каже, јасно изразена волја на народ. Овие бројки се јасен израз, така? Кога над 50% од луѓето, од сите етникуми, а 27 беше поларизирачки на етничко на етничко ниво. Да до некаде беше, да. До некаде имаше тоа. Абе, видете, знаеш како, тогаш се направи обид да се направи поларизација буквално на све што може да се направи, затоа кај нас нели секогаш и самата политика се обидува да искористи преку тие, да речеме, етнички тензии,
и нормално дека се злоупотреби и во таа насока. Иако самиот настан немаше никаква врска со одредени етникуми. Сега 8 години подосна се случи што се случи, од мај веќе има нова власт во Македонија. Луѓето и пред промената на власта и денеска се уште ја бараат правдата. Како што кажа ти, одлична забелешка беше тоа дека и денес луѓето бараат правда. Според мене слободата е единствена правда за оние кои што се неправедно обвинети и драконски осудени со измислени непостоечки докази, со лажни искази на учесници во процесот и така натака и така натака. Но патот до правдата не е едноставен. Темата се уште има потенцијал да предизвикува и поларизации. Нели, кога политиката анализира на секој возможен начин, но најправилниот пат, според луѓето кои што се директно засегнати е, според она што го знаеме, нели, е до правдата, да се дојде до правдата на легален начин. Нема зошто тие луѓе да имаат црна дамка во своите досија за нешто што не го направиле. И тој пат, јас, според моите информации, тој пат се оди. Оди малце поспоро, да бидеме реални. За жал, републичкиот обвинител Коцевски, како и неговиот претходник Јовевски, иако на увид ги имаат сите околности и факти во случајот, не смогнаа сили да покажат малце човечка големина и да бидат честни и искрени кога е 27 април во прашање и да ги искористат своите механизми што ги имаат за да ја истераат правдата. Но граѓаните имаат свој јасен став. Ке се согласиш ли со мене за пред да ја покажеме последната анкета? Дај ми увод. Граѓаните има и до сега јасен став, само се потврдува тој став затоа што видете, ако ги затоа го дадовме оној вовет, доколку се од денешна перспектива се гледа на тоа што се случи на 27 април пред 8 години, се е тоа нејасно. Значи, на граѓаните не им е се уште јасно, мене не ми е се уште јасно. Мене не ми е, Влајко, како учесник нешто во протестите. се случи туку. Зошто се случи? Зошто понатаму настаните кои што следеа беа такви какви што се, ова го говорам од аспект нели на судењата, околу тоа каде ќе се насочи судењето. Тоа е барем јасно со промената. Кој ќе има одговорност, како ќе има одговорност. Затоа што нормално би било, нели, тоа судење да биде насочено кон оној кој што го организирал тоа. Тој има најголема одговорност. Некако тоа се трна на страна и потоа дел од луѓето кои што беа внатре беа посочени како, нели, организатори на целиот тој процес. После беше оној новиот случај на брзина со Спирористовски, со Миле, со Трајко. На брзина осудени, потоа, значи, едноставно, знаете како, впечатокот е дека дали е тоа така или не, пак ќе кажам, потребен е еден свеж судски процес. Впечатокот беше дека тие луѓе се жртвени јагниња. Дали е тоа така или не е така, треба да го видиме врз база, нели, на оние факти, докази кои што ги има и да се видат, да се направи разговор со оние луѓе кои што беа инволвирани. Значи, има ли некој сега што ќе отиде да ги праша оние кои што отворија вратата, зошто ја отворивте вратата, кој ви каже да отворите вратата? Не знам ни правен механизам каков би бил за тоа, освен како сведоци во некој повторен процес, бидејќи мислам дека не знам дали има правен механизам такво нешто да се направи. Бидејќи знаеш како? Од друга страна, никој не им бранел тоа да го сторат. Јас зборувам се што знам со години и тврдам дека едноставно немам нанограм дилема дека луѓето се осакатени драконски во монтиран процес. Јас можам тоа да го зборувам. И времето тоа ќе го докаже, Влајко. И граѓаните сакаат да имаат јасна информација, сакаат да видат што всушност се случи тој ден, со цел да не се повтори. Време ли е да ги видиме бројките од најновата анкета спроведена од ИПИС во кој период, ова крај на март ја правиш? Да. Ова се најновите бројки на најновата анкета. На прашањето, според вас, дали осудените за настаните на 27 април имаа фер судење?
март 2025 година. Да, фер судење 9,9%. Споредете со 29,8% кои што тоа го мислеле во 2021 година. 9,9%. Тоа е да, со тоа да види, извини што ќе Имаш те и до прекинам. некаде, да, добро. Тука ние направивме, нели, со цел да видиме колку за да не биде дихотомно прашањето, Добро, да или за не, и против. да им оставиш простор на... Направивме една Ликартова скала, каде што се обидовме да видиме колкав дел од луѓето имаат одредено афирмативно мислење во однос на прашањето, затоа што се уште, значи, овие се многу тензични прашања. Да, да. А колку едноставно се наспротивната страна. И кога говориме за процентите, ние можеме да ги наблюдуваме и вака, значи може да се види, да, 10% се цврсто уверени во тоа, но уште 4 до 5, да, но уште 4 до 5 4,8% велат до некаде, проценти да. велат и они се, значи, блиску, односно имаат едно афирмативно мислење во однос на тоа Но прашање. во правдата нема до некаде е правда или не е правда. Не. Или е процес. Но точно те разбирам што сте направили. Добро е. Него е психолошки момент за психолошка анализа на оно што одговорил. Види, значи тука луѓето го велат тоа затоа што, пак ја кажам, многу информации фалат. Многу информации фалат и нормално дека ти не можеш да бидеш сигурен во нешто доколку ги немаш тие информации. Така е, да. Иако можеби си насочен кон одредена страна, но не можеш да бидеш сигурен. Така да можеш на ова прашање, генерално можеме да ги собереме. Да, и до некаде да, и не и до некаде не. Првите, значи, они афирмативни одговори. Дајте. Заедно со 13 и 2, значи колку е? 14,7. Дајте ми лаптоп. Да ја видиме анкетата. Режија. Значи, генерално, првите два одговори може да се 9,9% да, до некаде да, значи, околу 15%. 14,7 точно, да. Околу 15% сметаат да, или дека до некаде, генерално дека имале судење, додека наспротивната страна се околу 65, околу 65%. Што е драматично зголемување. Ама види, две третини од земјата, значи ова двотретински. Како поминува времето? Ако вие гледате дека не се работи ништо на тој план, а дека тие ветувања дека сите ќе бидат изведени пред лицето на правдата, дека ќе има јасна завршница, дека со докази ќе се утврди кој е одговорен, кој стои позади тоа што се случува, затоа што ние видовме луѓето кои што влегоа. Најважно е да се види кој беше организатор на тоа, кој беше позади тие. Така е, ако зборуваме за правда, тие случувања кои што претходеа на тоа влегување. Тоа сака да го види народ. Гледа дека еве по 8 години нема. Види, исто така народ би сакал да види како е можно да избериме претседател на собрание без да имаме записник од седница. Што значи да немаш записник од седница? Значи дека ние не знаеме колку луѓе кренале рака за Талат Џафери. Не знаеме. Сме му дале титула претседател на собрание. Немаме еден единствен доказ. Нема пренос на седницата на собранијски канал. Само ти кажам, не е изолирано насилството од тој ден и отварањето на вратите. Јас затоа велам, сите тие случувања кои што претходеа, јас затоа реков и случувањата кои што претходеа. Чисто да ги потенцирам сакав, да, се согласувам, значи, треба да се утврди што се случувало, како се случувало, што било во согласно со законот, а што не било во согласно и на крај на со денот, законот. Колку тоа грдо да звучи некому, кој најмногу профитираше или имаше корист од тие настани. Јас не тврдам дека Заев сам си нарачал тој некој да му фрла со сталак во глава. Не го тврдам тоа. Тоа е не знам, ни најоткачениот човек на свет тоа не би го направил, бидејќи не знаеш овој карши тебе колку јако ќе го фрли сталакот. Но исто не сум убеден дека во оние моменти кога гледа на екран дека влегуваат луѓе и не мрда, дека толку ладнокрвен бил и да не помисли дека можеби има некаков можеби план за можда декомпресија на протестите, да останат долу протестите само во пленарна сала, без качувањата горе и бркање на претеници. Сега, кој е тој елементот? Кој е ова точно? Кој што сакал да има качување горе и со каква цел? И така натака, и така натака. Затоа велам дека потребно е да се расчистат сите тие случаи, бидејќи све се сега нагаѓање. Да, додека ние немаме еден транспарентен судски процес во кој што ќе бидат земени во предвид сите оние докази и индици за кои што говориме,
се до тогаш пак ќе остане свена на Дотолку е гаѓање. повеќе тука одговорноста голема на правосудниот систем, бидејќи наместо одговори само создаде нови дилеми. Не, се уште еве, после 8 години, 27 април е исклучително конфузен. Она кога говорам 27 април, све што беше Се поврзано со, и потоа, значи Разбирам. све што е поврзано. Тоа беше само кулминација. Разбирам. 27. Да го видиме второто прашање. Според вас, дали судскиот процес за настаните на 27 април, ве молам лаптоп, беше фер и непристрасен или имаше одредени политички влијанија? Фер и непристрасен одговориле 7,5%. Дека имаше политички влијанија, одговориле 64,8%. Не знам, немам одговор, 27,7%. Овие, не знам, немам одговор, може би немаат телевизија дома, не знам. Не, тие не знам нема одговор, едноставно немаат доволно информации, затоа што пак ќе кажам, исклучително конфузен случај. И нормално е дека имате еден добар дел популацијата кој што не знае се уште што да мисли. Но доколку се 2/3? рачисти, да, но Две 2/3 точно, затоа што пак ќе кажам. За судскиот процес зборуваме овдека, да повториме. Точно. Не за настаните, Не, него за судскиот ова е за процес. судскиот процес. Затоа велам, потребна е понекогаш одредена временска дистанца да се видат кои се последиците од одредени настани за луѓето да можат да донесат одлука. Наредното прашање, и ова е последното, дали сметате, бидејќи нема ништо многу да се беседи на темата, дали сметате дека треба или не треба да се повторат судските процеси за настаните од 27 април? Да, 60,4%, не, 15,1%, не знам, немам одговор, 24,5%. Ова ги потврдува оние претпоставки дека на луѓето се уште им е конфузно што се случило. Луѓето сакаат да видат кој е одговорен, и затоа сметаат дека, значи, пазете, не говориме за амнестија на осуди, него говориме за повторување на судскиот процес, со цел да се утврдат фактите, со цел да се утврди вистината и со цел да се види кој е бил одговорен. Дали луѓето кои што се осудени, дали има дополнителни одговорни, дали можеби тие не се одговорни, други се одговорни, едноставно да се земат сите факти и индиции во предвид и да се истера што се вика правдата, нели, до крај. И понатаму, ако зборуваме за терање на правда, да се види зошто некој напишал обвинение со квалификацијата терористичко загрозување на уставен поредок, која што почнува од минималната казна 10 години затвор. И што се понатака се случувало, какви политички влијанија имало, како се бирале шестар систем обвинетите, тоа јавно го призна Рускоска, какви сведоци се употребувале, какви околности, со каква крајна цел. Навистина, ова е нултата точка од каде што сериозно во удолницата на работата. Може да зборуваме ние и за процесот на бомбите, но не за прислушуваните разговори само, бидејќи и начинот на кој што бомбите беа презентирани. Богдан, ја околу бомбите и тогаш и сега ќе кажам она кое што на сите луѓе им е кристално јасно. Прислушувани разговори во ниту една држава во светот не се зема за докази. Значи, нелегално снимени разговори. Ние можеме да си правиме муавет по телефон што сакаме. Така е. Така е, апсолутно. Апсолутно. Значи, ние можеме, еве, после емисијава или во некој кафиш да си правиме некој неврзан муавет, и са некој тоа да го сними и да каже, еве, врз база на ова ќе го осудам без при тоа да има ниту еден материјален доказ кој што води на тоа. Апсолутно сум согласен. Зашто па? Значи никаде во свет се знае кои разговори се земат, оние кои што се со ПИМ мерки. Да, за кој што гарантира некој дека се автентични. Кои што се со ПИМ мерки поради основано сомненик, поради постоење на некоја истрага. Илегално прислушувани разговори. И сега знаете како? Како беше? Излезе дека многу од тие разговори, еве после овој временски биле период, манипулирани. биле манипулирани. Така е. Со цел нели да се постигне одреден ефект. Кој ќе одговара за тоа? Никој. Така испаѓа, дека никој. Чи нема ниту една држава во свет каде што такви разговори се земаат како докази во судска постапка. Ти може да бидат одредени индици, но потребни ти се докази за тоа.
Тогаш беше таа одлука дека поради виш јавен интерес еден апелационен судија дозволи да бидат користени во судска постапка. Нема иако... виш јавен, значи како ви без вештачење, никаде во свет нема. И тогаш го говорев местото, јас се консултирав и со луѓе кои што се нели експерти за. А Влајко, тоа е исто како сега AI. Сега вештачка интелигенција може да направи чудеси. Може да и тогаш. Јас не викам дека она што ги слушавме на прес е вештачка интелигенција. Знаеш, само зборувам за механизмот. Сега може со гласот на Богдан и на Влајко да има разговор дека ние планираме да ги урниме кулите близначки во Њујорк. И некој на суд да рече, види ги ти овие талибанци. Значи, и да не осудат по 15 години. Значи, она што иако не постојат кулите близначки. Не, види. Значи, она што е судска пракса треба да се внимава како се користи. А за нешто за кое што немаш воопшто судска пракса, тогаш можеш да манипулираш како сакаш. Добра, ја затоа велам. Да, имало одредени разговори, да се пуштија, тоа беше за политички цели, а да може да бидат некакви индиција, допрен глас или нешто за судска постапка. Не може тоа да биде доказ во судска постапка. Бидејќи нели зборуваме за систем, зборуваме за правда, сакаме да е добар системот, си бираме кој е одговорен, кој не е одговорен, виновници, кој учествува, како учествува. Чекај малце, ова има луѓе во оваа земја Катица Јанева ја носеа на мајци, која што го заврши СЈО, така, на мајци, Чарлиевите ангели, дрн. Така е. Сега е денеска на ослужување на затворската казна и буквално јас не верувам во било кој документ кај што таа допрела лист хартија не подпис да стави дека добро, види, она што сака да каже дека не сите луѓе во тоа СЈО беа дел од таа корумпирана екипа на Катица, не се разбере. Шефицата била. Имаше луѓе кои што искрено верува и смета дека може да се донесе, односно да се оствари таа, затоа што не знаеле дека се дело од обојна револуција, што? Не. Бидејќи не може да си обојна револуција и правда да тераш. Имало дел од таму луѓе кои што има искрени намери. Јас сум убеден во тоа. Добро бе, окей. Искрени намери со цел да се стави точка на корупција, на криминал кој што може случува уште така. Патот до пеколо знае со што е поплачен. Да, дел од тие луѓе едноставно кога видоа што и како се случува, се повлекоа. И тоа е човечки. И тоа е се повлекоа тоа. Така да јасно е дека таму имало корупција и криминал, Катица Јанева доби затворска казна. Она што не е јасно е да се види на кој начин била поврзана таа структура. Благодарам. Повторно немаме организатори. Така е. Повторно, значи, нас ни фали на кој начин е поврзана таа структура, кои се организатори, кој имал бенефит. Не може некој да ми тврди дека Катица Јанева и Боки тоа си го договорили. Сигурно. Се појави видео кај што Шекеринска, Катица и Боки седат пијат кафе, тајно видео Шекеринска го призна и рече дека имало консултации за законот за јавно обвинителство со експертите, кајде Катица и Боки Јовановски, експертот за закон за јавно обвинителство. И немаше допрен глас тука, ни до Вилма тогаш уште беше на смена, ни до Јовевски. Затоа велам. Дали овие бројки што денес ги видовме се јасен, недвосмислен? Знаеш мене што ми беше? Ти ми кажа дека имаш анкета, викам мајко, можно ли 8 година е веќе на луѓето да име доста, да им досадила темата 27 април, да ја заборавиле, да немаат став, очигледно не, очигледно вниманието, сензибилноста, свесноста 27 април се поголема. Значи 27 април потикна тектонски промени за кои што голем дел од популацијата сметаат дека беа негативни еве после ова временска рамка. 27 април, кога говорам не само за ден, значи промена на име, за сите настани пред и потоа, че луѓето сакаат да има јасна завршница. И за 10 години од сега повторно ќе сакаат да има јасна завршница. Исто како што сакаат да има јасна завршница и што се случуваше со тоа СЈО, зошто довербата која што луѓето им ја дадоа беше изиграна, зошто довербата која што одредени луѓе кои што беа дел од тоа СЈО и они беа изиграни од тоа, и зошто никој осим Катица не може Катица Јанева и Боки. Не може тие двајца, мислам, сега. Џо Далтон и брат му постави. Види, нулта точка е во однос на СЈО. Како дозволивме вон уставна категорија, паралелизам во јавното обвинителство,
да влезе во нашиот правен промет. Бидејќи да повторам, убаво е денес ке зборуваме за системот, сите ние сме сведоци пред наши очи како се одвивало едно големо реалити шоу на создавање на не банана држава, не знам, на трула банана држава. На Трула банана држава, на скапана банана држава. Знаеш како? И сега ќе се зачудуваме ние околу нешто. Но поентата ми е што треба да се направи за да ги мрднеме работите, бидејќи не мислам дека овие 65% луѓе сакаат да живеат во таква држава. Да има јасна завршница на тоа што се случува. Како заклучок, 27 април мора да има повторно судење. Да. Мора да има повторно судење. Според јавноста, нели? Според јавноста. Според не те прашувам како професор. Значи на нико, јас ти кажав Остар, мене уште не ми е јасно кој е организатор таму. Кој ги влечел конците? Кој треба највише да биде одговорен? Зошто тие луѓе, јас затоа реков, треба се трне од оние кои што отворија таа врата и кои што дозволија таа маса луѓе да влезе. Ја не велам дека они се организатори, но да се трне од тука да идеме. Јас сум сигурен дека тие не се. Дали зашто ја отвориле, дали некој ги строил, која е целта, каде одговорноста за тоа што го направиле? Може би импулсивно било, може би не. Треба едноставно да има завршница тоа. Бидејќи ако има тоа завршница, тогаш народот ќе има верба дека и други случаи може да имаат завршница. Затоа сега да се навратиме на сегашноста. Исклучително е значајно после трагедијата во Кочани да има тој процес завршница. Исклучително е значајно сите оние случаи за кои што не знам кабелот воланот и не знам што било криво, мора да се отворат и повторно, затоа што кабелот не може да е крив. Да се разбере. Така е. Исто како да кажеме, еве Каучов е крив. Да. Или вратата во собрание е крива што беше отворена. Значи потребно е име на луѓето правда. Доколку има правда, тогаш веќе можеме да говориме за напредок. Да расчистиме. Се додека нема справување со корупција и криминал, се до тогаш ние не можеме да говориме за општествен развој. Кабелот може да е причинител директен, како што била искрата во Кочани. Прашањето е како дошло до тие околности, да е таков кабел таму, да има таков кисло. Да не бидеме обвинители. Тука само да нагласам дека има голема разлика помеѓу повод и причина. Така е, точно. Како заклучок, пред да одам на наредното, последното прашање, бидејќи со време сме малце ограничени, скоро 2/3 од народот бара повторно судење, јас барам повторно судење, ти бараш, односно сметаме дека треба луѓето да добијат шанса на суд да се види. Според мене, нормален обвинител во прва прилика прави преквалификација. Нема дилема тука, тоа е no-brainer, што би се рекло. Бидејќи ако една работа е јасна, тоа е дека тезата на случајот терористичко загрозување на уставен поредок и описот на действие врска нема со реалните факти. Со што не би се согласила една твоја соговорничка од Самовистина, омилената и ценетата Ана Чупевската, и денес го тврди спротивното, но во оваа емисија би сакал јас да дојде и да го образложи истото. Сепак, чисто сакав да позиционираме. Се уште има политиката тука, обиди дел од политиката да и после сите овие години, после сите кабаети, да го злоупотребува овој настан. Но на народот му е јасно, недвосмислено и сите бараме правда за неправедно осудените за 27 април. Наредно прашање, комплицирано е, но ајде во времето што го имаме да се обидеме да го одговориме. Што се случува во не сакам никогаш да зборувам за албанскиот блок, туку во политичките партии кои што ги представуваат албанците од Македонија? Мислам дека говоревме на ова претходниот пат кога бевме. Секој случај во многу прилики сум го кажал, ќе повторам истото што го кажав. Со најновите случувања. Ама и пред година дена истото е. Значи, и пред година ќе повторам. Во однос на коалицијата Вреди или Влен, они имаат само две опции. Или да се здружат во една посилна коалиција, од која што ќе прерасне и политички субјект, нов политички субјект, или да се распадне. Тоа го кажав и 2024 година, тоа го кажувам и после една година. И тоа е тоа, нема, мислам, што
што да Добро, говориме но еве имаме движење, некој таравари Тоа е. излегува од влен. Има ли друга опција за тоа, освен дека тој тоа го прави во соработка со ДУИ? Без Види. оглед што рекол Ахмети тоа го тврди, вели да. Знаете како, сметам дека ДУИ чекаше исто така, затоа што ова што говорам ја не е дека мене ми текнало само и дека никој друг не знае. Значи, и они знаеа дека или ќе има одредена фузија со цел да се направи една посилна коалиција која што ќе делува со еден глас, затоа што не е само наш впечаток, туку едноставно коалицијата вреди, имаше 4 гласа. Излегуваше едноста со 4 гласа, Да. не со еден глас. 4 лидери, да. Така е. Така да, таа беше всушност коалиција во коалиција. Значи, ако имаме коалиција ВМРО, знам и вреди, всушност имаме внатре во вреди уште една коалиција помеѓу овие 4 политички субјекти. Без алтернатива и алијанса на албанците на предводена од господин Сега повторно алијанса излегува или ветвендосе, ова Косовско, така да се викаше, само определување го бројат као четврта, демек да. Добро, види, значи така да и тогаш и сега, мислам, не гледам нешто што не е јасно. Како ќе се одвиваат настаните, во кој правец ќе одат, тоа си зависи од нив. И има ли математика таравари според твоето институционално сеќавање од работата на анкети, има ли логика овој потек што го прави? За математика зборуваме, дали нешто би можел тој сам да добие, бидејќи тој вели не е опција одење со ДУИ, окей, сме гледале тој филм порано, туку вели сам ќе се тркам. И не вели можам да победам, туку вели можам да остварам добар резултат во 4-5 општини. Знаеш како, секојаш кога имаш и двајца луѓе да имаш, а не па четворица, кога станува збор за одредено влијание или колку ти вреди тој глас внатре во таа група, да кажеме, секогаш некој смета дека неговиот вреди повеќе. Точно дека неговиот или некој смета дека неговиот глас можеби се занемарува и така на тоа го имат. Еве ти Европска унија. И во Европска унија. Да. Добро, окей. Имаме постоја, значи и самата Европска унија, затоа ја велам Мислев дека сме позрели влајко од Европската унија. И од тој аспект самата ЕУ мора да се реформира затоа што има голем често пати разногласие, често пати една или две членки кочат одредени работи кои што значат унапредување на тој интегративен пат и така натаму и така. Значи, кога имате вие четворица луѓе, од старт треба да се договорите. Дали гласот на секој од тие вреди еднакво или можеби врз база се разбира на политичката тежина, на некој вреди повеќе, на некој вреди помалку. Затоа што видите, они сепак настапија заедно, тоа требаше да договорат уште претходно. Затоа што јасно е дека сега имате влада каде што гласот на ВМРО ДПМН е исклучително многу посилен од гласовите на останатите коалиции партнери. Затоа што ги има бројките, затоа што ги има пратеници, затоа што така одбра народот. Па тоа ти велам. Сега, можеби таравари сака да покаже дека еве доколку се оди посебно, граѓаните ќе му дадат на него поголема поддршка колку не знам на Африм Гаш или на Билок Касами, на пример. Сега само има тука се отвора друго прашање, дали ДУИ тоа ќе го дозволи, бидејќи на тој начин ДУИ добива поголема политичка тежина. Не дали ќе дозволи, него дали не работи на тој случај, бидејќи досега сме гледале во бројни прилики кај што впечатокот е дека Ахмети стимулирал создавање на мали сателит партии во контратаборот, за после да им ги отцепува и да им ги прибира. Не, види, сега искрено се разбира дека политичкиот опонент ќе направи све да го ослаби својот противник. Така да. И нормално е дека и ДУИ ќе работи, односно ќе действува во таа насока, не е тоа дека е нешто. Само во однос, се согласувам, само во однос на, пошто некои од тие табори, можеби и таравари, ќе инсистираат на онаа нивна девственост, дека тие се невини, желни само за демократичност, правилно застапување, so on. Какви страсти во суштина се во прашање. И ако некој може да ја урне влен, тоа се само влен. Ако некој може дуи да го врати на власт, тоа се влен. Не сме јасити, нели? Се разбира, затоа велам, значи тоа е до гласачите. Затоа и говоревме дека овие локални избори ќе бидат всушност многу интересни
во етничкиот албански блок, онаму каде што они имаат шанси да освојат градоначалници, значи Тетово, Гости, Врчар. Другиот дел на локалните избори не очекувам да биде нешто многу интересно, искрено, затоа што СДСМ постои ли на анкетиве затоа што како партија што има раст или не? Види, што кажуваат твоите согледувања? Јасно е дека предоминантно јавното мнение е наклонето кон ВМРО ДПМН. До кога ќе биде така не знаеме, но од аспект на периодот кој што следи пред нас и локалните избори, сите очекувања се дека најголем дел од општините ќе бидат усвоени токму од ВМРО ДПМН. Немаше помак во СДСМ со Филипче дека некој бран се направи. Мислам дека СДСМ треба прво самите, значи треба да се партијата да се реформира, како што тоа го правеше ВМРО ДПМН 2017, 2018 и така натаму, и дури потоа да излезат со одредена платформа врз која што ќе ги бара гласовите. На се уште е премногу свежо и сеќавањето на граѓаните околу она што се случуваше, особено во изминатите 3 до 4 години од владењето. Значи, 2020 година, кога заврши изборите, првите впечатоци беа дека, јас тоа го кажам, викам, и во 2020 година ќе кажам она што го кажав и во 2016 година. На ваква политичка распределба, условно кажам, на гласовите, потребна е барем привремена широка коалиција, бидејќи нема јасно изразен победник. 2 пратеника плюс 2 пратеника минус не представуваат ништо. Доколку 2020 година СДСМ и ЗАЕВ беа доволно прифатеа ВМРО им нудеше. Свесни, беа доволно свесни дека на тој начин ќе имаат и самите они корист. СДСМ немаше да се доведе во ова дередже во кое што е сега. Тие решија да кинат главата на ВМРО, а да бидат вазали на други. Значи, она ситуацијата во која што е во моментов СДСМ е исклучиво резултат или производ на она што го реши ЗАЕВ по изборите од 2020 година, односно дека он ќе направи све да создаде влада без ВМРО ДПМН, иако тоа ќе значи 4 години натегање со сите партии кои што се застапени во парламентот, со несигурни сојузници, со несигурни партнери. Ние видовме дека едни излегуваат, други влегуваат. Да. Како може да говориме за некаков развој? Кога секоја година нов министер за здравство имаш. Кога наставно они 4 години се борија исклучиво само да се одржи таа коалиција и ништо повеќе. На анкетите тоа го гледаш баш 20-та година после владата дека тогаш е преломниот момент. Исклучиво она дередже на кое што е во моментов СДСМ е производ на одлуката на Зоран Заев и тогашното раководство од 2020 година по одржаните парламентарни избори. Деки тој тогаш има 2 пратеника повеќе, заедно со Беса, да не забораваме, во коалиција. 2 пратеника успеа да освојат 2 пратеника повеќе од ВМРО ДПМН. Има колку? 10.000 гласови беше. Разликата може и помалку. Во таква ситуација ти не смееш да си дозволиш, бидејќи нема јасно изразена волја на народот. Не смееш да си дозволиш да се обидеш да го бајпасираш оној кој што ти е рамен во однос на освоени гласови на пратеник, а да му даеш назначење на оној кој што можеби едва е влегол во парламентот, и тоа се случуваше. Ние видовме некои пратеници, нели? Па после се дојде до ситуација кај што се гласаше недоверба, па нели некој како беше жена му кажала да не иде или не знам како и така. Значи што беше веќе една политичка сатира, а не политика која што ја заслужува, нели, Македонија. И сега, како резултат на сето тоа, имаме оваа ситуација. Разбирам, и го разбрав и советот кој што би го имал. За нив, за некои работи, едноставно треба време и тоа е тоа. Кратки 2 прашања, дали нешто во Кочани си мерал анкети, јавно мислење, впечатоци, или се уште е таму шокот огромен? Се уште е рано. Не може да... Видете, тоа е... Во смисол на нивниот поглед кон истрагата, дали веруваат, не веруваат? Види, како се случува, иако имаше нели обиди да се провоцира нешто, да се поврзе нешто со она што се случува во Србија, иако воопшто немаме никаква допирна точка со она што се случува, ниту па ситуацијата е таква. Мислам дека луѓето,
дека Кочанчани и сите околу, пазете, не се таму луѓе само од Кочани. Тука имаше и од Виница, и од Пробиштип, и од Црновци, и од Облешево, и да не, значи од Штип, од Скопје, од Струмит. Луѓето едноставно даваат шанса државата да истера до крај она што го започна. Значи, само благодарение на реакцијата на каква што сите се надевавме и очекувавме, ситуацијата сега е стабилна. Значи, прво, Министерството за здравство изреагира одлично. Реално, Министерството за надворешни работи изреагира одлично. Фондот за здравство, сите оние кои што се поврзани. Тука се спасија многу животи споради таа реакција. МВР исто така имаме колку луѓе кои што се дел од истрага. И затоа луѓето дадоа едноставно да видиме што можност да видиме што ќе. И затоа исклучително не е само за Кочани, него за целата држава е значено како ќе се заврши таа истрага и дали оние кои што се одговорни ќе ја сносат таа одговорност, односно ќе се добие правдата, која што ќе биде еден почеток на она што говорам целокупна реформа, каде што ќе се отворат и оние сите оние случаи. Пазете, имавме уште една катастрофа каде што 45 луѓе изгореа живи. Вие имавме 14 луѓе кои што изгореа во таа модуларна болница. Имавме 16 кои што сите тие случаи, затоа што доколку се истера правдата, тогаш веќе на никој нема да му текне. Конечно. За ситна корупција да доведува толку живот. Затоа што она од кое што се таков е впечатокот барем. За некоја си ситна корупција се доведени огромен број на животи во прашање и оние 63 луѓе кои што загина. Да, со шоферот на амбулантната. Кој што исто тоа е последица на тој пожар. Апсолутно. Значи, сите тие можеа да бидат спасени, да не беше она примарна, елементарна, ситна корупција. Најбедната корупција. Затоа што, пазете, и во Норвешка сигурно има корупција. Но таа е толку високо што воопшто него засега функционирањето на општеството и на нормалниот, секојдневниот живот. И затоа таму може да излезе некој коруптивен случај, не знам, за година или за две, каде што гледате дека имало некакви обиди. Тоа е во човековата природа, секој, не секој, но има дел од луѓето кои што сакаат да го Но мора да се спречи таа корупција каде што се доведуваат стотици и илјадници животи во прашање за колку? За 1000 евра, за 2000 евра, за 3000 евра? За каква корупција? За 100 хамбургери. Па вие доколку го видите тој објект. Со пријатели што сме разговарале што се во тој бизнис, да кажем, за 40.000 евра тој можело да ги исполни буквално сите оние стандарди кои што се неопходни за да функционира како објект. Дали е тоа така? Може не се 40, може се 50, може 100, но пак станува збор за некој. И сега, место да подкупуваш джандари по 1000 евра месечно, хипотетизирам, нели, во годината ќе ги даеш тие пари со кои што можеш да го направиш објектот да ги задоволува сите стандарди. Или да го видиме од друг аспект, значи, ако тебе не ти се ако тебе поише ти се исплати некој да корумпираш, наместо да вложиш 10, 20 или 30.000 евра, за колку пари го корумпираш? За 100 евра, за 500 евра? Тоа, знаеш како, ниската корупција, односно корупцијата на елементарно ниво предпоставува дека сите сметаат дека се неказниви и недопирливи. Бидејќи никој нема да си дозволи да потпише некој документ за 500 евра ако он не смета дека е недопирлив. Што мисли за оваа показна вежба на обвинителството, така ја доживувам дека и документ потпишан во 2013 година, за кој што нели си требало да биде проверен и така натака, постапката да биде проверена, а не паушално за едно пријателче потпиши ми ставаш потпис, сега тој потпис може да некого чини 2-3 години затвор, бидејќи е дел од една консеквенца. Не знам дали тоа ќе се докаже на суд, и ако би се докажувало како, дека некој потпис од 2013 во 25-та рефлектирал со кога сте функционер, освен што ги имате оние привилегии, нели, луѓето како да станат функционери, па да имаат службена кола, па секретарка, па не знам, Значи, секој функционер има и одговорност. Пред се и над се. Така да, тој потпис
треба внимателно да се да се размисли на што и на каков документ се става. Доколку некој се потпишал, тој претпоставува дека некој друг проверил нешто што треба да биде проверено за тоа да биде потпишано. Тоа е така во архитектурата, да, би требало да е така. Во суштина, оној во општина, урбанистот од општината, не треба сите проекти на архитектот до детали да ги прегледува. Него ставил архитект таму печат со кој што гарантира со лиценца. Ама виде, ако и како да кажеме, најпримарното ниво на администрацијата смета дека е недопирливо и дека може да прави што сака без при тоа да има никакви последици. Да, имаме сериозен проблем. Зашто говориме тогаш за каква значи ние ако се искорени таа примарна корупција, тогаш веќе ќе може да се фокусираат. А за да се искорени таа треба да се види дека едноставно има одговорност за одредени да ги наречеме злодела. Пропусти. Знаеш, се додека не не се види целата приказ, значи одредени наводи или одредени индици, се додека не се расчисти со тоа, ние не можеме да говориме за успех во искоренување на повисоките нивоа на корупција. Бидејќи види се една парадоксална ситуација, за крајва само, знам дека толку не е времето, случајот со убиството на Вања. Пресконференција беше држена од министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. И тој бил во шок, бил луд, бил гневен, како и секој човек. Јас не сметам дека Спасовски е ненормален. Не мислам дека е ненормален човек, мислам дека е нормален човек. Како е работил работата, сум кажал во 1000 прилики што мислам. Но, во тие моменти на висока емоција, кога јавноста е шокирана од сознанијата дека малата Вања е мртва, дека Панче Жежовски е мртов, тие убиства се поврзани и ги има осомничените, тие држат прес, утреента уште еден, во кој што е спомнат и таткото на Вања. Мој впечаток, и јас реагирам на тоа, сите реагираме со првата помисла е згрозување, се честни ја бидиме. Самата помисла дека е возможно родител да... Знаеш како, но после, само уште ова. Сега, веќе процесот е при крај, јас мислам дека голем дел од Македонија има друго мислење за после она што го слушаме од судењата. Ја не можам да тврдам нешто затоа што ги немам информациите. Едноставно чекаме да се заврши случајот. Но еве да ти кажам колку и мене ме потресе тој случај, затоа што она што се случуваше со Вања, прво, местото на живење кај што била грабната е на 200 метри од мене. Керка ми е генерација со неа, учат во различни школи само. Она учела во Песталоци, ние сме во Карпашто. Значи 200 метри. Ние месец дена сите одевме да ги испраќаме децата. После и да помислиш дека родител, татко, некој, не сакам да тврдам ништо, но за мене е незамисливо, искрено. Чисто ова го спомнав како апел за внимателност. За се, еве, почнаме од 27 април. Имало луѓе кои што следеле медиуми во тој период, медиуми кои што можеби следеле одредени политички насоки или емотивно реагирале од нивни собствени причини. Во второто не верувам, во првото да. И тие луѓе формирале едно мислење, тоа мислење им е променето на огромен дел од нив, како што видовме, 2/3 се затоа има презумпција на невиност. Тоа е целта на презумпција на невиност. Исто да се вратиме на 27 април. Еве Вања, еве Кочани. Да се вратиме на 27 април. Презумпција на невиност. За жал, целиот тој случај, после тоа, луѓето беа осудени уште пред да излезат на суд. За 27 април зборуваме, да. И тоа е проблемот. Значи, затоа има презумпција на иако сите докази упатуваат на тоа кој е одговорен за сите овие случаи, сепак да почекаме до крај, каде што јасно и со докази ќе се утврди кај кога одговорноста, тогаш веќе можеме да дискутираме. Јас сум убеден дека при повторен процес ќе дојдеме до барем до многу
поголем дел од вистината или барем до расчистување на фактичката состојба во овој момент, кај што имаме луѓе по затвори за кои што ние тврдиме дека се неправедно осудени, драконски осудени, неправедно обвинети, а за целата вистина еден Господ да е на помош, за тоа ќе треба некои луѓе да зборуваат и да ни кажат што знаат и што се случувало. Но најважно е неправедно осудените обвинетите да бидат на слобода. Владимир Божиновски, Влајко, професор доктор Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Благодарам на одвоеното време, секогаш е интересно да се разговара со тебе и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и нав за поканата. Следната средба, знаете кога е дотогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци, а не верувајте на лажни сведоци, соработници на корумпирани обвинители. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.